Ќе сакам да нотирам неколку работи што сметам дека се важни и треба да се знаат. Да представам што во изминатиот период работевме ние како министерство и како влада во полето на интернетот. Почитувани гости, почитувани представници од приватни компании, невладини организации, техничка заедница, почитувани представници од образованието, колега министер од владата, почитувани домаќини на овој настан. Денешното обраќање сакав да го почнам поздравувајќи ве сите хиерархиски од долу нагоре, сите кои сме на некој начин дел од овој процес на форумот за управување со интернет. Верувајте, не ми успеа да го најдам местото во хиерархијата за секој од нас. Секој на свој начин е важен, а истовремено на различен начин поврзан е со другиот. Владата и компаниите не можат без студентите и образованието, како и невладините организации не би можеле да ги остварат своите цели без транспарентна и отчетна влада. Денес домаќини се Македонски Телеком како покровител и форумот за управување со интернет, кој веќе трета година успешно си го пронаоѓа своето место во нашата заедница. Обезбедувањето пристап до новите мрежи и технологии, фиксни и мобилни, кои секој граѓанин ќе може да се ги дозволи, ќе биде најважно за економскиот развој и просперитет на нациите. Ние како држава и покрај релативно високи нивоа на интернет пенетрација се соочуваме со нееднаков пристап до широко појасен интернет со голема брзина, со што се засилува урбано-руралната поделеност. За да се одговори на предизвиците во дигиталната инфраструктура и на поделеноста, владата го усвои Националниот оперативен проблем план, кој беше изготвен во тесна соработка со приватниот сектор и со академската заедница. Тој е целосно хармонизиран со стратешките цели на иницијативата за дигитална агенда на Европската унија за Европа 2010, како и со стратегијата НЕУ од 2016 година. Клучна мерка за подршка на Националниот оперативен проблем план е создавање на јавна оптичка мрежа за области во земјата кои не се привлечни за операторите, со пристап до оптика за операторите кои ќе имаат можност да ја користат оваа инфраструктура за обезбедат услуги. Составен дел од Националниот оперативен проблем план е и планот за спроведување на 5G мрежата. Главниот фокус е максимизирање на поволностите од имплементацијата на 5G, вклучително и развојот на економскиот пазар преку поддршка и развој на нови услуги во различни вертикални сегменти. Имплементацијата на 5G во Република Северна Македонија се стреми да обезбеди изградба на национален екосистем за бежична поврзаност, кој ќе се насочи кон значителен пораст на квалитет на користичкото искуство, не само во контекст на зголемена брзина и сигурност, туку и во контекст на значително проширување на бројот на понудени услуги и подобрување на целокупниот квалитет на живот. Ние сме свесни дека спроведувањето на 5G нема да се случи преку ноќ, но сепак представува важен чекор кон зголемување на уделот на дигиталната економија во нашиот национален бруто домашен производ. Сепак, овој брз развој и степен употреба на комуникацијска технологија на крајот ќе ги засили нашите зависност и ранливост. Во дигиталните демократски општества, прекинот на комуникацијските мрежи воопшто, како и конкретно на 5G може да предизвика сериозни последици за националната безбедност. Злонамерените чинители кои оперираат во сајбер просторот многу често се обидуваат да ги контролираат или нарушат каналите на комуникација и информација кои се пренесуваат преку нив. Затоа сајбер безбедноста бара целосен владин, но мултистейкхолдерски пристап кој ќе ги обедини политиките, технологијата, економијата и приспособливоста на инфраструктурата и на општеството. Владата ја усвои стратегијата за безбедност, формираше Национален совет за сајбер безбедност, а и работи на транспонирање на низ директивата, односно новиот закон за безбедност на мрежи и информацијски системи, кој веќе објавен на порталот ЕНЕР. Во улога на носители на одлуки на поврзувачко иновативни политики, посветени сме на обезбедување еднаков пристап до јавните услуги на нашите граѓани и бизниси. Министерството пред неколку дена го пушти во функција Централниот регистар на население. Регистар на население содржи податоци кои се унифицирани, верифицирани, стандардизирани и валидизирани. Работиме и на подобрување на електронските услуги од државата кон граѓаните, со што очекуваме да се зголеми довербата на граѓаните во сите електронски услуги. Многу институции веќе нудат електронски услуги насочени примарно кон бизнисите. Националниот портал кој ќе го лансираме следниот месец ќе возможи граѓанинот на едно место да ги добие многуте услуги на едноставен, унифициран и комплетно електронски начин. На крајот не би сакал да должам
повеќе. Само сакам да кажам дека прочитав дека националниот ИГФ процес не донесува одлуки, но ќе се обиде да влие на оние што имаат таквата моќ. Од присутните представници денес, тука и од агендата можам да заклучам дека сите засегнати страни поврзани со управување со интернет сте успеале да ги седнете заедно. Сте ги седнале заедно по големиот дел од оние кои имаат моќ да носат одлуки. Затоа се надевам и ви посакувам да денешниот настан да излезат добри препораки и заклучоци за останатите работи кои треба да ги сработиме. И ние како влада заедно со целата земјица. Ви благодарам.